и би ве замолил да вложите средства за талентирани и надарени ученици. Ние во Штип имаме од секогаш млади, способни, перспективни. Имаме учениче, 4-то оделение се надпреварува со 7-то оделение и освојува прво место во државата. Значи, календарска возраст на 4-то оделение, а постигнува резултати, значи, на ниво на 7-то оделение. Условите во образованието мора да се подобрат. Вложувањето во образованието, верувајте ми дека е најголемиот капитал. Значи, не може држава без образование. Фондот на часови мора да се намали. Повеќе вештини, помалку теорија. Имаме математичари кои што блескат, не знам, имаме спортисти кои што блескат. Имаме музичари кои што блескат. Немат перспективи заради тоа што нема кој да ги поддржи додатна надпревар. Немат перспективи заради тоа што нема кој да ги поддржи да се запишат на соодветно образование кога ќе пораснат во високото образование. Немат, семејствата се сиромашни, немат доволно ресурси или слично. И во тој дел сметајте на целосната поддршка која што треба да имат и од владата и од општината понатаму. Купниот број на распределбата на часовите мора на наставнички колегиум да има другарство, да има фер. Се извитоперија односите во сите училишта во Македонија. За жал, од инволвираност на политиката внатре, престана она што значеше дух на наставничкиот совет, другарството, колегијалноста и луѓето се исподелени. Јас имам мајка, наставничка по биологија и хемија, отиде во пензија пред неколку години и ги знам буквално сите аспекти што значат внатре. Директорот е еден и треба да биде прв меѓу еднаквите. И тој буквално треба со колегите заедно на утринското кафе, после работното време, за време на паузите, да ги дискутира сите отворени прашања кои што постојат помеѓу наставниците. Распределбата на часовите мора заедно да ја договорите, а не некој од кабинет да ја направи и да ја лупне на наставниците. Мора преку диалог да се договара таа распределба на вкупните часови и истовремено она што ќе представува нови политики е рационализацијата на вкупниот број на часовите. Нашите деца, без разлика на наставниците како ќе реагират, и се пренатрупени со часови. Учат еден куп работи кои што не им се потребни. Од прво до 4-то оделение дечињата имат и по 5 и по 6 часа. Тоа е катастрофа. Детенце од прво до 4-то оделение да го држите по 6 часа е жално. Тоа дете мора да игра, тоа дете мора да има детски живот и треба да учи само тоа што му треба. Во средното образование мораме да воведеме и практична настава. Сите деца не се за факултет, тоа го знаеме. И ако имаме практична настава, тој што не сака да оди на факултет, многу полесно и побрзо ќе најде работа. Тоа мораме да го направиме. Во факултетите истовремено мораме да го зајакнеме квалитетот на преносот на знаењето, со она што значи учење тоа што им треба и истовремено да има и практична настава и на самите факултети, за да можат брзо да се снајдат со работа дипломираните кадри.